Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Валандово и на целиот овој регион, заедно со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски, денеска сме на терен овде во општина Валандово, за да направиме увид во напредокот на градежните работи на еден од најзначајните капитални проекти во земјоделството. Тоа е втората фаза од проектот Програма за наводнување на Јужната долина на Вардар. Проектот за наводнување на Јужната долина на реката Вардар, втора фаза, е од витално значење за Валандовскиот регион. Најважно за земјоделците за реализација на овој проект е дека кој ќе биде завршен, ќе има драстично намалување на трошоците за вода и ќе се обезбеди навремено и квалитетно наводнување на нови 2150 хектари земјоделска површина. Тоа се сериозни придобивки ако се знае дека сегашниот систем за наводнување е дотраен и земјоделците трпат загуби во своето земјоделско производство. Се уверивме дека реализацијата се спроведува според утврдена динамика и до сега оствареното ветува дека проектот ќе биде завршен во мај 2021 година, како што беше и планирано. Водата како природно национално богатство е од приоритетно значење за секој од нас. Без правилно управување со водни ресурси, без современи системи за наводнување, не можеме да зборуваме за развиено земјоделство. Затоа заедно со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство интензивно се спроведуваат проекти за изградба и реконструкција на современи системи за наводнување. Програмата за наводнување на Јужна долина на Вардар, втора фаза, како капитална инвестиција во земјоделството, ќе биде исклучително значаен придонес за создавање на модерно и на европско земјоделство. Овој проект е вреден на 24,3 милиони евра, е инвестиција која го прави македонското земјоделство конкурентно, со услови за порентабилно производство за земјоделците, за подобар живот на населението од целиот Валандовски регион. Земјоделството е еден од носечките столбови за развој на вкупната економија. Овде во овој наш југоисточен регион живот значи и затоа како влада посветуваме посебно внимание на политиките кои што ги спроведуваме во овој сектор со посебен акцент на развојни мерки и проекти, како и на нови инвестиции кои ќе придонесат кон забрзан раст на оваа стратешка економска гранка во нашата земја. Во оваа прилика, на сите што учествуваат во реализација на овој проект, им посакувам успешно да ја завршат оваа крупна инвестиција и уште еднаш да им изразам голема благодарност до сите кои што придонесоа за реализација на проектот. Секторите од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кои работеа на проектот, Германската развојна банка КФВ, изведувачот и секако на општината Валандово. Посетата на регионот и на општина Валандово ќе ја завршиме и со увид во градежните работи на 3 инфраструктурни проекти на локалната патна мрежа, кои се дел од програмата на владата за финансиска поддршка на локалната самоуправа, преточени во договори со 80 општини со кои што се реализираат над 200 проекти вредни над 38 милиони евра. Ветеното се остварува, договореното се исполнува. Тоа го потврдуваат завршните работи на трите проекти за кои што општина Валандово доби финансиска поддршка од владата. Станува збор за изградба на пат и канал за поврзување на регионалниот пат со населеното место Горна Мала, потоа за изградба на дел од локалниот пат за поврзување на Удово до село Градец, како и изградба на пристапен пат до земјоделско земјиште во село Бајрамбос. Станува збор за патна инфраструктура од огромно значење за локалното население, кое е претежно земјоделско, кое ќе учествува во берикетот за земјоделците, а со тоа ќе има и берикет за нашата земја. Уште еднаш, навистина, сакам да изразам признание на градоначалникот, на локалната самоуправа за посветеноста, за пожртвуваноста и на сите работници кои што и во оваа време на пандемија се вложуваат максимално за економската активност на нашата земја. Благодарам.